четврти ден Европски олимписки младински фестивал во Скопје, на вистина вистинско уживање за сите љубители на спортот. Ова утро ова линковско вклучување го посветуваме на олимпиското стрелаштво. Мој соговорник утрово Јордан Тасовски, председател на Стрелачката федерација на Македонија. Добро утро, ви благодарам што уште еднаш не посетивте. Интензивно четврти ден се одвиваат надпреварите. Првиот медал може да се пофалам дека на Европскиот младински олимписки фестивал беше доделен во спортско стрелаштво од сите спортови најбрзо за Турција, девојка која пукаше во дисциплината воздушна пушка и исто така постави европски рекорд. Како сте ви задоволни од овој четврти ден? Беше ли тешко да се организира овој фестивал? Ние 5-6 месеци уназад го организиравме овој фестивал и се припремавме со тоа што ја способивме оваа спортска сала за спортско стрелаштво која е и национален центар за спортско стрелаштво со воздушно оружје. Има 24 места, а со тоа што 37 земји се присутни тука и 120 спортисти и учесници, на техничкиот состанок немаше ниту еден замерка. Јас сум учествувал на многу светски надпревари каде што имале многу забелешки во делот на осветлување или поставеност на мети или други услови, како што е сега моментално и најжешко во Скопје се погодија температурите и тоа обезбедивме да им биде многу комотно и никој нема забелешки. Значи ли тоа дека комплетно сме подготвени и друг пат да организираме еден ваков голем настав? Споменавте и вие се надпреваруваат на температури 40+, меѓутоа кога се сака се може? Секако, тоа го кажа и представници на Европскиот олимписки комитет, кои беа присутни на вчерашното финале и многу други представници и контролори од Европскиот олимписки комитет, бидејќи беа фасцинирани од подготвеноста на Македонската стрелачка федерација и овој центар и секако разгледуваат и размислуваат да се прават дали јуниорски лиги или балкански лиги и така. И ние истото го планираме нормално без нив. Тука во нашиот регион сите претседатели беа многу дојдени од националните стрелачки федерации на нашите соседи и се планира тоа да се направи нормално. Споменеме и нашите учесници. Нашите учесници Билјана со пиштол жени, со пиштол мажи, Вања од битола со пушка и Теодора од битола со пушка исто така учествува, беа многу млади, они се многу млади и започна една година пред надпреварот да се припремаат, а во стрелаштвото треба малку подолго да се припремаш за да имаш висок резултат, како што се нашите сениори што имаат светски резултати. Најмногу се покажа најдобро Билјана, која го освои 15-тото место и тоа е задоволително во овој момент. Пред да се вклучиме, разговаравме дека присутни се мажи и жени, кои се сега поуспешни, во какви категории се надпреваруваат? Се надпреваруваат и во дисциплината дуо, каде што заеднички и мажот и жената, односно спортистите освојуваат бодови и се пласираат во финале понатаму, така што подеднакво се застапени и во мешани дисциплини, и машките и женските. А што ќе не очекува во текот на утрешниот ден? Утрешниот ден остануваат уште неколку дисциплини и финали ние имаме денеска 2 и во утрешниот ден 2 и завршуваме околу 3 часот со стрелаштвото. Во сабота име ден за прошетка и заминуваат, мислам, сите во недела. Ако треба вие да дадете една оценка за овој настан, како сте вие задоволни лично? Јас сум задоволен за тоа што цела Европа дојде во Скопје. Тоа што сме го направиле тука ќе се збори низ цела Европа и сите се задоволни. За нас е една голема мотивација и успех и за мене и за мојот тим и за Македонската федерација, најмногу за Македонија, дека се представивме во најдобро свет. Споменавте вие мотивацијата, што ќе ги мотивира овие млади идни големи спортисти во иднина? Зашто се подготвувате, еве да го искористиме во вклучување и да ве прашаме повторно што следува во иднина? Има светско првенство во октомври во Египет и со нашите сениори таму ќе се подготвуваме, ќе настапиме и сметам дека ќе имаме добар успех и пласман. Верувам дека постојано сте тука на терен заедно со сите, да ги речеме, млади олимпици, меѓутоа имавте ли можност да погледнете нешто од останатите надпревари тука во Скопје? Ние сме тука од 7 до 24 часот и така да 24 часа работиме и веќе немаме енергија, ама мора да издржиме до сабота недела. Така да другите ги следам на социјалните мрежи и на телевизија навечер кога доаѓаме касно дома.
Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во наредна прилика. Задоволство си кажеш да се има како се говори. Благодарам и на вас што секогаш не поддржувате и ни давате значење на страваштвото и се надевам во идење и за други успеси ќе се гледаме. Благодарам уште еднаш.